Во најава еден од најубавите настани кои се случува на годишно ниво кај нас, тоа е филозофскиот филмски фестивал и тоа неговото 15-то издание од 22 до 28 мај во Кинотека. Фестивалот ја спојува филмската слика со критичката мисла, полемиката со поезијата, зачудувањето со одчудувањето. Фестивал со уметничка, тоест естетска, филозофска, но и критичка важност. Фестивалот има мултидисциплинарен карактер, чиј фокус не е само на прикажување филмови, туку и на ангажирано и активно промислување. Има естетски, но и филозофски и едукативни сегменти, како дел од програмата. Отвора прашања, дискусии, провоцира, полемизира, критички размислува, промислува, анализира. Јас тоа би го нарекла ангажирано гледање на филмови. Ѓорги Пулевски, директорот на Филозофскиот филмски фестивал. Која е точката во која се преклопуваат или се претопуваат филмот и филозофијата или каде е нивната поврзаност? Повели Ѓорги. Најпрво фала ви за поканата и за најавата, која е прецизно точно во центарот на тоа што го правиме. Околу прашањето, двете дисциплини за нас се многу логично споени, затоа што филмот не е само уметност, филмот е и медиум. Медиум кој пушта некаква порака, медиум кој поставува некое прашање, а филозофијата баш може да помогне преку кои агли и преку кои фундаменти на гледање може да се види таа порака. И затоа во нашата свест мислиме дека ова едно со друго е неоделиво, да. Меѓутоа, оваа година покрај дискурсот, филозофската реч, и поетичното го играте во како мото, како еден триаголник веќе образувате, не е повеќе соодносот меѓу филмот и филозофијата, туку и поетичното. Како дојде во оваа равенка тоа? На повеќе аспекти. Првиот аспект е баш вака визуелно кога ќе се види постерот е ППП. Так. Провокативен, полемичен, поетичен, филозофски филмски фестивал. Так. Ова ППП е всушност суштината на фестивалот. Фестивал кој сака диалог со светот, фестивал кој сака да го провоцира и гледачот, и луѓето кои го правеле филмот, ако ги имаме тука. Фестивал кој поставува прашања, фестивал кој не нуди одговори, но нуди различни анализи на филмови. Но покрај тоа, кратенката е и кратенка од иницијалите на Пиер Паоло Пазолини. Ова година се одбележува 50 години од неговата ужасна смрт или убиство, кој се уште дали е расчистено, не расчистено, тука има многу полемика околу тоа. И решивме заради овој јубилеј да направиме ретроспектива на Пазолини. Во соработка со италијанската амбасада, на која морам да се заблагодарам, решивме да проектираме 5 филма. Првиот филм со кој почнавме беше Љубовни заседанија. Тоа е редок филм на Пазолини, во кој што се појавува во улога на баш новинар, кој многу интересно го снимал филмот помеѓу два филмови. Кога снимал филмови, кога правил пауза, само земал микрофон, камера во рака и интервјуирал каде што снимал. Од така филмската лента што преостанала. Ете тоа. И баш филмот ја чисти маглата помеѓу сексуалниот морал меѓу западот, побогатиот, поразвиениот дел на Италија и југот. Наполи, Сицилија и колку тие двете да речам области, иако се во иста земја, се толку различни во однос на морално, сексуалноста, религиозноста и слично. Ова проекција се случи во Музеј на современа уметност, потоа го имавме, потоа се префрливме во Кинотека на Република Македонија, го проектиравме Теорема, Царедип, Декамерон и можеби едно од најреволуционерните дела ќе го проектираме филмот Евангелие според Матеј на отворањето на фестивалот на 22 мај. Значи, да се вратам на прашањето, ова ППП не е само слоган, туку која ќе се земе се во обзир е можеби наша културна и филозофска позиција. Така. Да. Што значи за филмскиот фестивал, филозофскиот филмски фестивал Пазолини? Јас бев физички присутен на проекцијата на Декамерон. Декамерон е еден од моите омилени филмови, но
во последниве 10 години го немав гледано онак да го реобновам што се вика. Баш бев онака многу заинтригиран од актуелноста, од смелоста и од критиката кон организираната религија и моралот што за во Италија за било кое време, а посебно тогаш е фасцинантно предизвикувачка. Што значи конкретно за вас Пазолини? Дали ги наоѓате овие дискурси што ги спомнав јас? Дали наоѓате нешто плюс? Апсолутно, јас Пазолини верувам и тимот на филозофски го гледа Пазолини како италијанскиот enfant terrible. Авторот кој сака да провоцира, авторот кој не се плаши да ги помести границите на тоа што било воспоставено како пракса. И токму тоа што вие го спомнавте, Пазолини не се плаши да критикува било која институција на моќ. И мислам Пазолини многу моќно сака да ја критикува таа беда на тој буржоаски дух, дека тој буржоаски дух никогаш нема да ја реализира својата хуманост. И Пазолини ја префрла призмата на од обесправените луѓето кои се сиромашни и како тие ги гледат овие настани, како тие на нив делува и религијата и моралот кој му се импутира, и да речам Евангелие според Матеј, како Исус е третиран низ призма на обесправените, од маргинализираните. Така да Пазолини со сите теми кои ги обработува, посебно овие кои се играат со моќта, системот, е релевантен ден денес затоа што тие теми и како ни се случуваат, нас и ги гледаме во филмовите што ги прикажуваме исто. Така и се универзални проблеми. Ке се вратиме на Пазолини малку покасно. Тоа е во фокус на овогодинашниот филмски фестивал, но ме интересира како ја бирате тематската рамка или што е пресудно при селекција на филмовите, пораката, естетиката, филозофската вредност можеби? Во однос на слоганот или на кој ќе правиме ретроспектива, треба да се погодат повеќе работи. Тоа е прво е авторот да го цениме, да го цениме и да мислиме дека е податен за на филозофски филмски фестивал. А второто исто да се погоди некој јубилеј, од раѓањето, смртта, јубилеј на некој филм и слично, па потоа правиме комбинации и ја гледаме релевантноста денес, дали може сите овие работи да ги склопиме и така го правиме, да речам, слоганот и ретроспективата. Во однос на компетитивните програми, долгометражна и краткометражна, се разбира дека треба да задоволат Тоа ми беше следното прашање, според кои критериуми филмот може два стандарди. Тоа е прво естетскиот, визуелниот дел, но покрај тоа мора филмот да нафрла или да има филозофска подложка. Значи, кога зборуваме, не мора тоа да е тежок, интелектуален, филозофски филм, но сепак да се занимава со некои екзистенцијални теми, да се занимава со религија, да се занимава со нашето спознание, да се занимава со филозофија на религија, што и да е. Онтолошки теми на секојдневно ниво може да. На злото, природата, на доброто, на слично. Така да мора овие два стандарди да се задоволени за да се најдат на нашиот фестивал. Од филмовите кои што ги имате во селекција, во надпреварувачкиот карактер, само да ги напоменеме, Шамбала, Паноптикон, новата година што не дојде никогаш, Универзален јазик и Последен здив се филмовите кои ќе се судрат за добивање на вашиот буф, престижната сега веќе награда која што треба да добијат. Јас имам два погледната од нив кои се согласувам дека ги содржат овие карактеристики и критериуми кои што веќе ги напомена и мислам дека публиката ќе си најде во секој од нив вредност кон која што ќе може да се отвори една поширока дебата. Меѓутоа, филмозофија, односно дискусијата за самите филмови е нешто што е карактеристично за овој фестивал и е уникат кој другите фестивали можеби го немаат или не го имплементирале. Можеш да ми напоменеш кој беа изборот на говорители оваа година и кои филмови? Да. Тие ги избра или вие ги наметнавте? Како беше соработка? Фала ти многу. Овој аспект што го спомна, филм филозофија, е за нас многу драга и многу битна нишка на фестивалот. Ние ја именуваме како ревијална програма со поднаслов филм филозофија. Всушност таа програма е програма каде што имаме професори истражувачи од областа на филозофијата и хуманистиката кои имаат своевидна анализа, но потоа остават простор да се расшири дебатата, значи да се разгори агората и публиката да влезе во дискусија и за филмот, но и за излагањето. Баш во таа класична смисла еден дебатен клуб на лице место. Околу филмовите секогаш даваме простор на
авторот, така. да ако има некоја желба да се избере филм, Така. но некојаш ете на пример како во нашиот случај, нели го загубивме лично. Филмскиот свет го загуби Дејвид Линч. Го загубивме. Убаво се каже. Да не биде дека ми е некој комшија познаник. Значи речевме дека барем со еден филм Така е. мораме да му се одолжиме на неговото величество Дејвид Линч и ова година имаме послојна соработка со турски професори кои исто почнуваат да прават филозофски филмски фестивал, па почнуваме да правиме една посериозна соработка. Еден од нив, Озе Роскантар, има докторирано на творештвото на Линч и филозофијата внатре во филмовите на Линч, така да тој ни е најлогичен избор за Изгубениот автопат, можеби еден од најпознатите филмови на Дејвид Линч. Потоа го имаме Светите невини, Holy Innocents на Марио, некој го кажува презимето Кјаму, некој Камус, не знам како и да е. Зависи од која држава. Зависи од која држава, значи го имаме професорот од Валјадолид на Универзитетот Свети Августин, Мартин Хердеро Кампо. Тој ќе зборува за филмот и како се раѓа онтологијата на злото. Филмот е доста според мене можеби марксистички И експлоатација има во него. Експлоатација и таа она сиромашна нишка и дали може таа сиромашна класа да промени својата позиција низ кои канали, па другата класа ја опресира и му создава привид дека нема шанси да се сменат работите, има само една алтернатива во светот. Е многу интересна, посебно со антологијата на злото, мислам дека ќе имаме многу добра и дискусија и проекција. И за на крај го имаме филмот Витгенштајн, режинот од големиот Дерек Джарман, во кој што може да погледнеме на драматизација на животот и филозофијата на големиот филозоф Лудвиг Витгенштајн. Овде за тие што го имаат погледнато, филмот е многу интересен биографски, ама не е баш со некој обичен след, е баш направен во според тие луди, екстравагантни визуелни нарации, да, театрален, што е многу ретко за биографски филм. И ќе имаме видео исечок од Ернесто Хердеро Кампо. Тој е културниот аташе на амбасадата во Шпанија, предходниот. И тоа се дел од овие од ревијална програма. Мене ми интересира како дојдовте до идеја конкретно Витгенштајн да го пуштите. Тој филм одамна не е проектиран. Тој е стар филм, но е еден од последните на Дерек Джарман, значи некаде рани 90, точно еден од последните. Која беше, да речем, иницијалната каписла за да го ставите овој филм покрај очигледната филозофска содржина? Да, И честитки за изборот, бидејќи како што кажав, одамна овој филм не е пуштен, а и ми се чини дека и генерално делото на Джарман е малку подзаборавено, посебно во Македонија, и оние институции што треба да го прават тоа, малку го подзабораваат, така што супер што го давате токму овој филм. Да, ова е баш интересна приказна како се одбра филмот, затоа го спомнав предавачот Ернесто Хередеро Кампо, човекот што беше културна аташе на Шпанија во Република Македонија, но ненадејно почина, а тој многу го почитуваше фестивалот. Беше наш драг соработник и во однос на како официјална колаборација помеѓу фестивалот и амбасадата, но и приватно пишуваше поезија, учествуваше на нашите конференции и тој имаше излагање пред некоја година за Витгенштајн и решивме да му дадеме почит со тоа што ќе го проектираме неговото излагање. Одлично. И логичен избор беше филмот на Дерек Джарман. Кажи ми, за крај колку низ годините се создаде некаква си лојална публика која е подготвена да дебатира за погледнатот? Со оглед на тоа што важиме како една попасивна публика, можеби повлечена. Колку овој фестивал низ годините сметаш дека побуди дебат? Јас верувам дека од година на година се повеќе и повеќе расти таа публика. Се разбира со новите технолошки процепи, социјални медиуми,
таа концентрација и за гледање на филм, па потоа да се остане на филм е сериозен предизвик за еден фестивал. Ваков, но ако не веруваме ние во тоа, мислам дека нема ни да го правиме тоа. Ние стоиме на таа позиција дека публиката и како е доволно интелигентна да ги размислува темите, да го размислува филмот и ние стоиме како еден стожер на таа идеја и ја проектираме и ја правиме таа идеја. Јас баш сакав да те прашам во контекст на ова што те праша Златко всушност, со оглед на тоа дека живееме во ера на девастирани естетски и морални, етички, како сакате, вредности, во каква состојба генерално е нивото на култура на критичка мисла кај нас? Тоа е надвор од филмот, се разбира. Да, со оглед на тоа дека си ти ангажиран на повеќе полиња, познат активист. Да, тоа е можеби една од потешките и би рекол ургентни прашања. Како што споменав со овие технолошки предизвици и нивото на читање, и нивото на анализирање на вести е доста голем предизвик да се разграничи од вистинска вест, од дезинформација, лажна вест и од тие мали нозебри од рана возраст почнува таа борба за кој мислам дека ние доволно не посветуваме доволно внимание. Гледаме голем матак и на универзитетите, последно гледаме што се случува во Америка, но и во другите земји гледаме како државата, авторитативните фигури влегуваат во самиот курикулум. Јас сум учел првиот мастер, сум го завршил во Будимпешта, во универзитет веќе каде што не постои, каде што власта го забрани универзитетот, па морало да се премести во Австрија. Имаме многу големи предизвици во однос на критичката мисла и верувам дека уметноста и како е многу битна во овој сегмент. Се разбира, образованието е тука, но мислам дека и самите фестивали има дури должност, јас би рекол, можеби за некој радикално, но би рекол дека е нечесно фестивалите да проектираат само филмови, да се сликаат на некој бекдроп платно. Би рекол дека имаат и како многу битна функција за да имаат и едукативна нишка и политички став во своето дејание. Фала ти многу, Ѓорѓи, што беше составен дел од домашна работа. Само за крај да напоменеме, 22 до 28 мај, Филозофски филмски фестивал, каде ќе може да се погледнат проекциите? Да, тоа е плодот на село што работевме изминатата година, од 22 до 28 мај во кинотека. Во кинотеката во Скопје, во кинотечната сала ќе се сите проекции. Имаме две проекции дневно, од 18 часот и од 21 часот. Имаме премногу сегменти, значи од едукативна, ревијална, долгометражни, кратки, придружна програма. Може да погледнат вашите слушатели програмата на интернет. Верувам дека за секој ќе се најди нешто и во овие 7 дена се надевам дека ќе се видиме барем еднаш таму. Фала ти многу, Ѓорѓи, уште еднаш Ѓорѓи Пулевски, директорот на Филозофскиот филмски фестивал. Може да го проследите од 22 до 28 мај во кинотека.